Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Централен дневник во 19. Вечерва гледаме. Повеќе повредени лица од силното невреме во Скопје. Ветрот корнеше дрвја, носеше кровови од згради. 30 дена притвор за директорката на гостиварскиот комуналец и за уште 2 лица. Владата прогласи кризна состојба следните 30 дена. Поплавнево министри во Гостивар. Водата во Гостивар останува забранета. Агенцијата за храна и ветеринарство ги проширува анализите. Индијската председателка во дводневна посета на Македонија. Бизнес релациите и можните инвестиции во фокусот на средбата со Селјановска Давкова. Франција подготвува забрана за малолетници за користење на социјалните мрежи. Што значат енормните високи концентрации на бактерии во водата во Гостивар, какви се последици се можни во иднина, дали анализите од водата се доволни или потребни се анализи од пациентите. Во тема на денот епидемиологот доктор Драган Даниловски. Добро вечер, останете овде. Почнуваме веднаш. Големо невреме со екстремно силен ветар попладнево го зафати Скопје. Повредени се неколку лица, според последните информации, веројатно десетина од пад на дрвја и разни предмети. Невремето траеше кратко, но направи огромни штети. Тамара Дичовска во овие вести ги има последните сумирани информации. Тамара, повели. Да, половина час невреме во Скопје, како што каже ти, траеше кратко, меѓутоа беше доволно за да направи хаварија во главниот град. Паднати покриви, лета покриви насекаде, повредени лица, меѓутоа имаше и пожари. Ние во моментов, како што може да се забележи, се наоѓаме во населбата Карпош 3, ова е улицата Радика 5. Како што може да се забележи, тука паднате цел покрив од зграда. Покривот е паднат врз неколку автомобили. Некои автомобили се целосно, еве може да се погледне, демолирани, некои се делумно оштетени. Тука патот е непрооден, како што може да се види и сега каде што покажува снимателот Филип Поповски, се паднати дрвја врз речиси сите автомобили на жителите кои што живеат тука во зградите. Меѓутоа, како што велат они, за среќа нема повредени лица, се работи за материјална штета, меѓутоа сепак и материјалната штета е огромна, како што може да се забележи. Еве, тука има еден господин кој што ние дојдовме пред речиси половина час тука, меѓутоа е заглавен во влезот и не може да излезе од неговата зграда поради покривот што е паднат тука. Еве, господине, колку време чекате и не можете да излезете од вашиот влез? Повише од пола сат. Така? Повише од пола сат нема никој. Јавено е. Комшиите јавиле дека треба да се расчисти. Ова не може да седи тука. Не може деца да се шмугнат под ова. Не е безбедно. Имате вие еве штета тука, предпоставам? Две коли мој под покривот паднат на нив. Еден црн Мерцедес и сив Мерцедес. Еве се надеваме ка службите во најбрзо време ќе дојдат за барем да може да излезете од зградава. Да, тука да, ситуацијата е сериозна, особено тука и нова улица, како што можев ја да поразговарам и тука има и граѓани кои што и претходно ни кажа дека ги затекнало невремето и всушност еден од граѓаните тука кој што се нашол буквално во овој предел што е помеѓу автомобилот и оградата се скрил за да може да го избегне невремето да не му падне покривот, бидејќи тука буквално летале покриви од силниот ветер и дожд кој што беше предпладнево во Скопје, но за среќа, како што кажав, тука се уште нема повредени, но во продолжение предлагам да ги чуеме и граѓаните што велат, каде биле затекнати од невремето, колкави се штетите и колку време се заглавени тука во населбата. На кровот и падна 3-4 дрва и го гледате нередот што е настанат и резултатот на... да се направи записник или нешто. И сега чекаме, да се направи. Ваши возила се тука сите во тука. Во моментот кога дуваше, само ја и него бевме тука и додека разговаравме што како почна да паѓат, колегата се скри таму, ја немав каде, легнав тука, се повреди да жив здрав. Среќа тука измеѓу колата и оградата и се спасив. Гледам дека ви е блокиран излезот, воопшто не можете да излезете од зградата. Блокирани ми се и двете коли фатени со кровот. Јас стоев тука, таква олуја не сум видел. Така одеднаш извади кровот и го симна доле.
Добро, Тамара, ти си на една локација во Скопје, но штети има и блокирани улици на повеќе делови во Скопје. Она што е сепак сериозно е што од паднатите предмети има десетина лица кои побарале медицинска помош. Каква е нивната состојба и каде се згрижени? Десетици повредени има, обично се земени со брзата помош, меѓутоа има и онакви кои што доброволно отишле во амбуланта или во болница. Засега, според последните информации кои ги имаме, 6 лица се сместени тука во старата градска болница, најголемиот дел од нив со повреди на главата и посекотини. 4 има во ургентниот центар, додека еден сам се пријавил во болницата 8 септември со повреди на главата. Најчесто повредите се посекотини, меѓутоа според ќе видиме во текот на вечерта дали бројот на повредени ќе расте. Се надеваме дека нема и дека не се толку сериозни повредите, меѓутоа сепак е сериозна ситуацијата и од невремето и со повредите кои што се здобиле и овие граѓани, како што кажав, се сместени во ургентниот центар на клинички во 8 септември и во старата градска болница. Тука во Карпаш ние го сретнавме и градоначалникот Сотир Лукровски, кој што правеше обиколка. Можам да кажам дека на неколку улици веќе се работи, бидејќи штетата е сериозна. Тој апелираше и до граѓаните кои што можат пред нивните згради секако со внимателност да почнат да расчистуваат, меѓутоа да внимаваат поради тоа што се уште може да се забележат кровови, дел од крововите покривите кои што висат, оние лимови, и доколку видат или некој е повреден да му пружат помош. На тоа апелира и граѓаните кои што разговарав тука со нив, велат најсериозно сега е да не се откачи уште некој дел, уште некој лим од покрив, бидејќи во моментов тоа е најсериозното. Во продолжение го слушнеме и градоначалникот на Карпаш. Во моментов немаме пријава за повредени, барем за сега, што е најважно, да кажеме. Првин влеговме во потока ако не дај Боже има повредени. Формиравме, кризниот штаб е ставен во функција, формиравме 3 екипи од наши вработени. Во соработка со полициската станица Карпаш ги детектираме најкритичните места, значи моментално тука имаме паднат кров на Никола Русински и имаме прекин на сообраќајот на Партизанска. Би апелирал додека не се организираме да видиме од луѓето што ни фали, да секој од граѓаните излезе во своето мало, пред својата зграда, пред својата куќа и она што е во нивни можности да биде тргнато од улиците, да се види, пак ќе кажам, да не случајно има негде повредени, имаме случаеви да висат парчиња од кровни конструкции по терасите, да се обележи некако тој простор со ленти. Тамара, веројатно во текот на вечерта ќе се санираат последиците. Како се случи невремето? Невремето, Маријан, можам да кажам дека одеднаш се случи, беа затекнати сите, дури и јас бев затекната од невремето, меѓутоа никој не очекуваше дека има волкава штета. Ова е само еден дел, само една слика од штетата која што ја направи попладне во невремето во Скопје. Буквално нема населба, можам да кажам, која што не е засегната, каде што нема штета, но ние фотографии, но и видеа кои што можат да се видат на социјалните мрежи, буквално загрижувачки како летаат покриви од згради, од училишта. Речиси, сите општини ги свика своите кризни штабови за што побрзо да се справат со целата ситуација во која што беа затечени и да се санираат штетите, бидејќи, како што кажав, буквално во секоја зграда има по некоја штета, но бидејќи, како што кажав, ова е само дел од сликата, да видиме каква беше и другата слика од другите општини во главниот град попладнево. Викнавте пожарна? Благодарам, Тамара, за овие информации во Централниот дневник. А владата прогласи 30-дневна кризна состојба на подрачјето на Гостивар. Оценките се дека локалната самоуправа не може да се справи со настанатата состојба. Кризниот штаб вечерва е таму, а таму е и Катерина Нешкова, кои се заклучоците.
Така е, Маријан, новот попладнево во гостибарската состојба со епидемијата поради изливот на фекална вода во водоводот преку пумпи прогласена е 30-дневна кризна состојба попладнево на вонредна седница на владата. Проценките на владата дека со оглед дека локалната самоуправа не може да се справи со настанатата состојба во општина Гостивар, владата донесе ваква одлука за прогласување на кризна состојба, се со цел побрза координација на институциите како и ставање на водоснабдителниот систем во функција и обезбедување на вода за пиење во најкраток можен рок. Здравието на граѓаните на општина Гостивар останува фокус на владата и посветени сме кон целосно решавање на овој проблем, пишуваат од владата по донесената ваква одлука. Дополнително велат дека очекуваат јавното обвинителство да спроведе детална истрага и да го расчисти случајот. Одговорност мора да има за секој еден што го ставил во ризик здравието и животите на гостиварчани. Инаку веднаш по ова седница на која што заседава посебен кризен штаб составен од повеќе ресорни министри, меѓутоа и директори на различни институции, дел од владината делегација се упати овде директно пред гостиварската болница за да направи и увид на состојбата токму на терен. Тука беа министерот за животна средина Хоџа, потоа беше министерот за здравство Клековски, тука беше и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Последните информации се дека е утврден веќе 30-дневен притвор за тројцата првоосомничени, но истрагата продолжува, како што најави Тошковски овдека од Гостивар. Истрагата продолжува и во насока на тоа да се испита точно како настанал проблемот со водата. Експерти од Скопје ќе доаѓаат тука. Зборуваше и за евентуална одговорност на градоначалникот на Гостивар, кој што всушност и бил на разговор во полициска станица. Изјавата на Тошковски во продолжение. Експертските тимови на јавното предпријатие Водовод се упатат веднаш во рамки на општина Гостивар и заедно со двете, да речеме вака, оделенија кои што се надлежни во рамки на градот Скопје, едното за испитување на квалитетна вода, а другото за превземање на потребни активности за враќање во нормална состојба на водата, се упатат на терен во рамки на општина Гостивар. Согласно информациите кои што ги добив пред неколку минути, тие се овде, тие се на лице место и констатираат фактичка состојба од аспект на моменталниот квалитет на водата, кој што ќе се земат одредени мостри на повеќе точки и понатаму констатирање на фактичка состојба во делот на поставеноста на хидросистемот во рамки на општина Гостивар. Однос на лицето кое што вие ми го поставивте прашањето, информиран сум дека е извршен разговор со него во насока на утврдување на фактичка состојба и во однос на предметното лице и во однос на сите останати, секој дека ќе постапуваме во соработка и координација со јавното обвинителство за секој еден чекор кој што би требало да следи понатаму како од аспект на соодветна одговорност согласно одредбите од кривичниот законник, така и од аспект на се оно кој што би требало да значи ставање во функција на водоснабдителниот систем во градот во нормална функција. Кате, какви се оценките на кризниот штаб околу состојбата со пациентите? Има ли наплив нов на пациенти или се намалува трендот? Трендот се намалува, но нови пациенти се уште има. Како што може да се забележи и сега состојбата пред болницата е мирна за разлика од предходните денови кога велат дека гостиварчани велат дека овдека во дворот имало и по стотина пациенти кои што чекале на преглед пред ургентниот центар. Она што е битно е дека ваквата состојба, ваквата стабилизација, барем на оние првични симптоми кои што ги почувствува гостиварчани од загадената вода, дека се смирува, ја констатираше и министерот за здравство Клековски во продолжение и неговата изјава. Во последниот извештај имаме 293 нови случаи, што во однос на саботата кога беше врвот на епидемијата, кога имаше над 600 случаи препорување. Предпоставка е дека препорачаните мерки за населението, како исклучување на сомнителните извори, го дават посакуваниот резултат. Истовремено да се заблагодарам на гостивачани за зголемената соработка со здравствените власти. Значи, веќе
Сега можам да кажам дека имаме скоро 500 извештаи за заразни болести и 192 епидемиолошки анкети. Така, тоа беше изјавата на министерот за здравство, она што можам да го забележаме дека низ градот се дистрибуира вода, но и гостиварчани редовно купуваат и самата болница се снабдува со флаширана вода за пациентите и потребите на медицинскиот персонал. Од друга страна има и такви кои што се уште ја користат водата од водоводот, барем за налевање на тревниците. Благодарам Катерина Нешкова од Гостивар. 30-дневен притвор доби директорката на Гостиварското јавно предпријатие, со нејзе во притвор завршија и уште 2 лица. 30-дневен притвор добија директорката на јавното предпријатие Комуналец и двајца раководители во предпријатието, затоа што гостиварци речиси 20 дена пиели и користеле вода загадена со фекалии. За сега според обвинителството, токму тие тројца се одговорни за епидемијата што го зафати Гостивар и ги преполни болниците со пациенти со симптоми на труење. Директорката на јавното предпријатие Комуналец во Гостивар заедно со техничкиот раководител како и раководителот за водовод во предпријатието се осомничени за тешки дела против животната средина и загадување. Минималната казна затвор за ова кривично дело изнесува 4 години, меѓутоа со закон не е утврдена максималната казна затвор. Тие денеска беа спроведени тука во Гостиварскиот суд. Скандалот се разоткрива по анонимна дојава на 16 јули, кога од обвинителството наредиле итно да се излезе на терен. При извршениот увид, инспекторите констатирале дека на местото има поставени 3 потопни пумпи, од кои 2 се уште работеле. На 16 јули од страна на МВР како дежурен јавен обвинител бев известена дека од страна на загрижени граѓани е пријавен настан дека во селото Вруток во водоводниот систем се пренесува вода однадвор, со што се загадува водата во водоводниот систем со кој се снабдува целиот град. Утврдено е дека пумпите се во функција и во моментот на извршување на увидот со истите пумпи се извршува внесување на вода од каналот со непреработена вода внатре во водоводната преливна комора, кажа обвинителката. Тоа значи дека пумпите поставени уште на 25 јуни со цел да се тестира притисокот непречено работеле се до 16 јули цели 20 дена. Преку потисни црева поставени низ преливниот отвор, заматената и штетна вода со бактерии од отворениот канал се сливала директно во затворениот систем и комората од каде што со вода за пиење се снабдува целиот град. Лабораториските анализи на мустрите покажале шокантна слика. Инспекторите на терен утврдиле дека водата во каналот била и со око видливо нечиста. Во отворениот канал на водата е измерено енормно загадување од речиси 2500 колиформни бактерии, иако максимално дозволено е само 50. На денешниот брифинг, тимот од 5 на обвинители кои работат на случајот на прашањето дали од предпријатието можеле на своја рака да ги постават пумпите без одобрение од општината, еден од обвинителите одговори дека на осомничените најверојатно би им била потребна потврда и соодветна документација од општина Гостивар. Сепак, обвинителот нагласи дека за градоначалникот за сега нема никакви докази за вмешаност во епидемијата. За сега овластени лица со него направиле само разговори и составиле службена белешка. Истрагата ќе треба да утврди дали одговорност има и кај директорот на Гостиварската болница, бидејќи не алармирал порано за симптомите на труење кои наглас се зголемиле. Од обвинителството се децидни дека истрагата не е завршена и за секој за кого ќе се обезбедат докази дека е на било каков начин инволвиран или потврлил, ќе биде опфатен во постапката. На терен во Гостивар денеска атмосферата и натаму напната, а револтот кај граѓаните се повеќе расте. Ни подаруваат вода. Не можеме, ние сме социјални случаи, не можеме со мајка болна со операции, мајка ми болна од вирусов, аортата оперирана, со болести, не се излагат во крај. Тешко. Тешко. Вака земате вода од камиони што доаѓа? Да. Имавте некакви симптоми да новиве? Не. Се чуваме ми од тоа. Еве како извршувате секојдневни обврски? Ви стига ли оваа вода што земате? Кај стига, кај не стигат. Тоа е. Ја не живеам во Гостивар, сум од селата. Кај нас све е најдобро. Водата е чиста, за тука не знам. Водата во Гостивар забранета за секаква употреба уште од петокот. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Наред се минутите за тема на денот. Мој вечерашен гостин, доктор Драган Даниловски. Добро вечер. Добро вечер, благодарам да поканам. Што значи дури 45 пати повеќе вакви бактерии во вода? Па тоа звучи драматично, ама пред да продолжам да објасниме нешто. Значи, присуството на колиформни бактерии значи фекална контаминација. Загадување со фекали на една вода. Еден водоснабдителен систем. И присуството на колиформни бактерии практично е индикатор за така наречениот санитарен квалитет на
водата. Секогаш кога ќе се најдат колиформни бактерии, тоа значи дека постои фекална контаминација и таа вода, таква вода, е неупотреблива за човечка употреба. Сега што се однесува до бројкава, да, навистина, кој се каже, нели, 48 и 50, колку да се и повеќе пати као бројка вака, изгледа драматично. Меѓутоа, суштината не е во тоа дали е 10 или 20 или 48 пати поголем бројот на колиформни бактерии од граничното ниво, дозволеното, туку поентата е дека кога станува збор за вода за пиење, прописите велат дека 0 колиформни бактерии треба да има. И не е важно дали има 5 или не знам колку. Ако постои веќе и мала количина на колиформни бактерии, тоа значи дека дошло до микробиолошка контаминација и до така наречена да речем компрометација на санитарните бариери на тој водоснабдителен систем. Има нешто друго. Добро е што е најдено врз основа на последните информации од јавното обвинителство дека механизмот на микробиолошката контаминација на водата е настанат, механизмот е испумпување, внесување на вода од надвор, од Вардар, од реката, со пумпи, значи, во комора која што е дел од водоводната мрежа. И претпоставувам дека и дополнителни информации имаат, како и тие ќе се анализираат, ќе може и конечно цврсто да се каже дека тоа е механизмот на загадување. Инаку, ова се што се знае досега е доволно за да се постави, велиме ние, една цврста, силна епидемиолошка диагноза, претпоставка, хипотеза, дека тој начин на манипулација со речната вода и внесување во водоводната мрежа, дека тоа е механизмот. Доволни ли се овие анализи што се прават или потребни се анализи од пациенти? Не, ниту една анализа, ниту повеќе, ниту поединечни микробиолошки анализи никош не се доволни за да може да се направи, да се постави, велиме, причинско-последична врска. Зошто? Зашто затоа што тие резултати од микробиолошките анализи се само сегменти, делови од една поширока целина, доказна целина. Епидемиологијата функционира така што ја ги разгледува повеќе елементи, разгледува повеќе сегменти од една целина, од еден мозаик, во кој што има повеќе такви делови, да речеме прво, дали на одредено место, на одредена територија во краток временски период дошло до невообичаено зголемен број на луѓе кои што имаат исти симптоми, цревни симптоми во случајот. Второ, дали дошло до изложеност заедничка, односно во случајов дали сите пиеле вода од водоводната мрежа пред да им се појават симптомите. Трето, дали постојат позитивни микробиолошки резултати од водата, од земените примероци вода. Трето, дали постои, или четврто, дали постојат позитивни микробиолошки анализи земени од пациентите. Обично се зема копрокултура, измет. Ако бидат задоволени сите овие елементи, ако се позитивни, и особено ако настане совпаѓање меѓу она што е изолирано кај пациентите и во водата, и особено пак ако е направена и типизација да се знае кој сој на бактериски причинител ја во прашање, тогаш имаме цврста епидемиолошка диагноза, велиме, цврст епидемиолошки заклучок, дека станува збор за хидрична епидемија. Арнова во пракса, обично, кога се случуваат вакви епидемии, многу ретко се случува ептен прецизно се изолира. Оно што дополнителна загрижувачка е што како биле внесени бактериите, се обиделе со хлор да ги
со екстремна ниво на хлор, кој што веројатно исто завршува кај луѓето. Колку е тоа опасно? Тука имаме какви последици може да предизвика тоа концентрација на хлор? Да, тоа изгледа вака нели драматично. Меѓутоа тука сега треба да направиме разграничување на две теми. Едната е она што го имаме опипливо, она што е докажано како јавно здравствен проблем, а тоа е микробиолошката контаминација на водата и појава на цревно завалување со цревни симптоми. Тоа е едната работа. Ова со хлоров, тоа е веќе токсиколошки проблем и тука ние имаме доста непознати елементи. Прво не знаеме за колкава концентрација хлор станува збор. Зашто хлорот, да се разбереме, хлорот е средство за дезинфекција и тоа нормално се користи редовно за дезинфекција на водата за пиење во водоводните мрежи, секаде. Не само кај нас и во светот. Така што, значи, не знаеме колкава е концентрацијата. Кога е таа концентрација на хлор измерена? Дали е измерена во моментот пред да се направи форсирана интервентна хлоризација или после тоа? Дали се работи за резидуален хлор или за нешто друго? Така што има доста непознати елементи, заради кои што јас како епидемиолог не би било честно, не би било стручно да шпекулирам. Она што го знаеме е микробиолошката контаминација. Тоа е како јавно здравствен проблем. Ова со хлорот, само да кажам, ова со хлорот треба да се разгледува само во контекст на евентуално, ако биде позната концентрацијата, точната концентрација и постапката на дезинфекција. Значи, дали ја мерен хлорот пред или после направена и така натаму. Добро, ако епидемиолошки или медицински ако гледаме, овие бактерии кои се внесени во организмот, подоцна може да развијат други болести кај пациентите? Се извинувам? Овие, например, луѓето што пиеле вода, подоцна може да се појават и други компликации на развој на бактерии, шерихија, коли и така и натаму други. Вака, значи, она што сега се е на сцена, што го гледаме како симптоми, се однесува на заболувања кои што имаат релативно куса инкубација. Меѓутоа, бидејќи станува збор за фекално загадување, тоа значи нема таму внатре само десетици видови бактерии, некои од нив се причинители, некои не се причинители на цревни заразни болести, но тоа ние не можеме да го знаеме. Не можеме да знаеме ни дали има или нема и колку има и какви има вируси или некои паразити. Така што во некое второ време, бидејќи да кажеме заразната жолтица, хепатитот А, има инкубација некаде меѓу 15 и 50 дена, во просек околу месец дена, 25 до 50 дена, до 30 дена најчесто. Значи сега тек треба да се следи, епидемиолошки надзор да се прави, да се каже на населението, 2 недели од почетокот кога била изложеноста на водата, кога последен пат сте пиеле вода, ова било што било сега со оваа цревна зараза, треба да се испитува. Но од 2 недели, некаде 15 дена од како ќе поминат, и може и ова инфекција ќе пројде, понатаму во наредните денови, до кај 50 дена некаде, да видат дали евентуално ќе се јават симптоми на жолтица, жолтило на белките на очите, на кожата, гадење, повраќање, малаксаност и така натаму. Се е можно. Во услови на високи температури, таму водата е забранета не само за пиење, туку и за хигиенски навики, до кога може тоа да се издржи така? Кој е советот? Многу краткотрајно може во услови кога постои ваква... Може ли, например, да им се советува, например, за хигиенски да ја превриваат водата? Може ли да се користи таква вода или... Она што го имаме, што го имам како информации достапни, објавени од терен, водата не е дозволена, забранета е дури и за хигиенски потреби. Не сме, се забранува дури и да се проврива, да се изврие, за да може да се употреби. Тоа значи дека е страутно големо фекално загадување во прашање. Кога имаме ваква ситуација, кога имаме забрана на водата за пиење, водата не само за пиење, туку и за хигиенски потреби. Дури не смеш ни да ја вриеш за готвење и така натаму.
тогаш многу краткотрајно таа ситуација може да се поднесе, освен ако, како што тоа веќе и е направено, освен ако не се обезбеди алтернативно снабдување со вода. Ардома, не само флаширана вода, која што постојано, нели, се кажува дека се носи таму 50-60 шишиња, литри, потребни се и цистерни, зашто треба да се задоволат и хигиенските навики. И треба приоритетно болници, градинки и така натаму постојано да бидат. Пред крај, која е најважната поука што здравствениот систем треба да извлече сега? Да, мора да има поуки. Прво, не смееме првата лекција би било, не смееме да дозволиме безбедноста на водата да зависи од нечија добра волја, на поединец. Мора да има систем. Тој систем се состои, во тој систем треба да се знае кој, да речеме конкретно за таа манипулација, кој врши интервенција, кој ја одобрува интервенцијата, кој ја контролира интервенцијата. Ако такво нешто нема, тогаш една непромислена постапка, како што се случи, невидливо, незабележливо да доведе до вакво загадување на вода, тоа е крах на системот. Втора поука би била, институциите никогаш не смеат да чекаат да покренат, да преземат заштитни мерки за населението, не смеат да чекаат целосен извештај, потврда каква бактерија и така натаму. Веднаш мораат да интервенираат, штом ќе бидат задоволени некои услови. С големен број на случаи со исти симптоми, заедничка изложеност и веднаш на терен со интервенции. И трета поука е задолжително после вакви кризи мора да се седне и да се направи анализа на состојбата, за да се види кај се потврдило, кои биле недостатоците, за да се извлече поука како системот да се подобри за еден ден понатаму, да се минимизира ризикот од нови вакви кризи. Благодарам за гостување. Благодарам на поканата. Претседателката на Индија е во официјална посета на Македонија. Со највисоки државни и воени почести претседателката на Индија, Друпади Мурму, ја стартуваше дводневната посета на Македонија. Зајакнување на билатералните односи, но и отворање на резидентна амбасада на Индија во земјава се само дел од договорените работи со нејзината домакинка претседателката Гордана Стојановска-Давкова. Контактите меѓу Скопје и Нју Делхи мора да станат поамбициозни, се согласили и двете страни. Претседателките поставиле амбициозна цел трговската размена да порасне од 133 милиони на 500 милиони долари. Минатата година трговската размена меѓу двете земји достигна приближно 133 милиони американски долари. Далеко е оваа бројка под вистинскиот потенцијал. Поради тоа, со претседателката Мурму го споделив моето уверување дека треба да си поставиме заедничка, поамбициозна, но остварлива цел во следните 5 години билатералната трговска размена да достигне барем 500 милиони американски долари. Индиските искуства во автомобилската индустрија, фармацевската, традиционалната медицина, информатичките технологии и вештачката интелигенција се само дел од секторите преку кои ќе се јакне соработката. Соработката е многу важен стоп на нашата билатерална соработка. Сакаме да промовираме подобра трговија и инвестиции и да охрабриме подобра соработка меѓу нашите бизнеси. Исто така се согласивме да ја прошириме, да ги прошириме билатералната трговија на двојно од сегашниот обем. Разговаравме за соработка во клучни сектори, вклучително IT, земјоделство, обработка на храна, фармацевти, туризам, угостителство. По средбата во Вила Водно, Мурму ја посети црквата Свети Спас и се поклони пред гробот на македонскиот великан Гоце Делчев. Се обрати и во македонскиот парламент, каде уствари билатерална средба со спикерот Гаши. На работен ручек со премиерот Мицкоски било оценето дека оваа историска посета представува значаен чекор кон отворање на нови перспективи за соработка меѓу двете пријателски држави. Во бројната делегација на Мурму се 40 бизнисмени кои во Скопје допатувале со проекти и планови за економска соработка.
Во името на индискиот народ, делегацијата утре ќе постави биста на Махатма Ганди и ќе ја посети спомен куќата на мајка Тереза, која има силно влијание во индиската историја. Гостувањето во Македонија ќе го заврши со посета на Охрид, а ова е прва посета на индиски претседател на државава. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Во клиничката болница Аџи Бадем Систина успешно е изведена првата роботска асистирана операција, кај 57 годишен пациент е направена комплексна операција за лекување карцином на простата. Со деталите од оваа интервенција во овој дневник Александар Динев. Како функционира роботскиот систем и кои се придобивките за пациентите? Во живо во Централниот дневник разговараме со професор доктор Сотир Ставридис и доктор Александар Мицковски, специјалисти по урологија во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Професор успешно заврши првата роботска уролошка интервенција. Што му возможува роботскиот систем на хирургот, што не е возможно со класичните интервенции? Добре вечер пред се на сите. Благодарам за најавата. Така е, ја направивме првата роботска операција на простата во Аџи Бадем Систина. Поминавме добро, подготовки секако постоеше мала трема, меѓутоа операцијата помина добро, но што е најбитно, пациентот е добар, отиде дома и се помина во најдобар ред. Оно што прашав се што добива пациентот, што фактички ние постигнуваме со операцијата. Дефинитивно подобра контрола на сите елементи во човечкото тело, подобра васкуларна контрола, подобар онколошки ефект и конечно подобри ефекти постоперативно, односно подобра континенција, подобра потенција, се зависи од секако од случајот и зависи од пациентот, но многу подобра визуализација, можеби најбитно и отсуство на тремор, постоење на сепак перфектно гледање и контрола врз самата ситуација. Докторе Мицковски, кои се предностите и бенефициите за пациентите со помош на роботската хирургија? Со самата прецизност, изголемување за 10 пати на визуализацијата, се овозможува прецизен пристап и по-прецизно и по-радикално отстранување на туморите, а сето тоа да резултира со минимална агресивност врз пациентот, што секако се одразува и за време на операцијата, како намалена крвозагуба, меѓутоа и постоперативно, како брзо опоравување, мал степен на болка и мала употреба на аналгетици, брзо воспоставување на работа на цревата и можност за брз испис дома, кој што реално можеше да биде и на втор ден, кај конкретниот случај трет ден беше, меѓутоа сосема комотно можеше да биде и втор ден. Професоре, кај кои пациенти, за кои уролошки интервенции се може да се применува асистираната роботска хирургија? Роботската хирургија која што се користи најчесто кај многу комплексни или кај покомплексни операции, во главно онколошки операции. Меѓутоа, секаде кај што постои комплексност, а бара одредена прецизност, може исто така да се користи самиот робот. Значи, станува збор, ако збориме за онколошки операции, тоа се операции на простата, на мочен меор, посложени, покомплицирани операции на бубрек, меѓутоа може и во бенигни ситуации, кога имаме некои реконструктивни операции на целиот, да кажам, урогенитален тракт, операции со кои што, како што кажа колегата, има поголема прецизност и секако бенефит за пациентот. Едно е подобро и побрзо одење дома, меѓутоа е многу попрецизна операција. Така. Докторе, дали се планира примена на асистираната роботска хирургија и во други специјалности, не само во урологија? Апсолутно, тука е иднината. Паралелно со уролошкиот тим се обучуваат тимови пред се од гинекологија, детска хирургија, тораковаскуларна хирургија, абдоминална хирургија. Цел свет се стреми кон тој тип на хирургија и нашиот стремеж и како урологија и како Аџи Бадем Систина е кон тој тип на најсовремена минимално инвазивна хирургија. Ви благодарам и на двајцата за разговорот и ви посакувам голем број на успешни интервенции пред се со асистенција на роботот. Студио? Александар Денев, ти благодарам.